Добро вечер и среќни и бериќатна нова 2023 година и секако среќни божични празници на сите кои ги слават. Во новата година ние ви посакуваме пред се здравје, потоа среќа и многу успех на сите. Нека ви се остварат едноставно сите желби како што нашите полека, но сигурно ни се исполнуваат бидејќи сме во друштво на оние кои тоа го гарантираат. Генерален спонзор Визијана, природна минерална вода која наистина не билда мускули, ама ве одржува свежи и во кондиција пред се со добра мисла, како и нашите партнери и вистински репрезенти на нашиот град, Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје, потоа сокови Кватро и Сано, кои ги има насекаде, како и млечните производи на бучен козјак, кои се со одличен вкус и природни состојки. За чиста сметка, пак и обкружување, а сепак долга љубов, тука се детергентите од Арис и на крај удобниот мебел што го краси секој топол дом од Тетра мебел. Ете така. Новата година беше и помина. Ја дочекавме, како и секогаш, скромно, ама потрошивме скоро се, па нормално сега дека јануари ќе ни биде најдолг месец во годината. И додека ние ја чекавме новата година, помладите дами не го чекаат Дедо Мраз. Нормално, тие се надеваат дека ќе дочекаат некој помлад, а не дедо. Останатите жени, односно домаќинките, и оваа година беа вака со своите домаќини или сопрузи. Вели на мажот: ајде ти бираш што сакаш оваа година за вечера. Оу, супер, вели мажот, може хамбургер? Не може хамбургер. Добро, може тогаш скара? Не може ни скара. Ајде, нека бидат тестенини. Ма не може ни тестенини, кој сега ќе ги вари? Па добро бе, Злато, што тогаш може ако не може ништо од ова? Па ти реков бе, Злато, ти бирај што сакаш за вечера. Другарките пак од средно школо, која секоја нова година ја дочекуваа заедно со мажите, овој пат беа раздвоени и раскарани по еден краток разговор. Едната: зошто си спиела со мојот маж? Втората: затоа што сакам да проверам кој е подобар, мојот или твојот маж. Мори глупачо, вели првата, си можела за тоа и мене да ме прашаш. И на крај, да не ги заборавиме и пензионерите, кои наместо подароци за новата година со своите партнерки во знак на љубов си ги разменија забите. Како и секогаш, така и овој пат, секој пензионер си помина неработно, исто како и неговата маленкост. Пензионерот му наоѓа често работа, ма тој некако мрзеливо и тврдоглаво не сака да стане и да поработи барбал. Затоа можеби е време ние да се фатиме за работа. Не таква, иако и при таква и при ваква резултатот претпоставувам ќе биде ист, да се насмеете. Па затоа еве што денес ќе гледате. Па сам се поправила, види од овие старија лишта ништо више не ми се фаќа, ништо. Не сум научен да гледам надоле, зашто не работам со деца. И гледаш у празно натаму? Да, гледам празно натаму и само баб коленце. Нема публика. Ама па и нема подобар начин да упознаеш мајки така. Ја те видиш зашто сакаш ти. Абе, че нема ќе гледам. Гаси. Иде. Баба ми викаше кога сме деца: ај сакси ви фино лепо искочите у двор и се играјте. Ке дојде комшика, има главо да ви го растропа бамбајки. И ти одма? Што одма, брат, се стој, не ме зезај. И ти она многу добро знаете дека ја мрсно не смем да конзумирам. Нема ри комшике на Фейсбук, блокирала си ме с авто, ај помери се да искочу. Мајко му, сви мислим на тај Фейсбук. Се шитав еден убав сончев ден, кога видов веја имам јас. Деле, абе, од кај извади сте ова? Ова со камерманов. Мора да ми ја пратите песна. Кажите ми, ви нели прислушкуесте разговори на телефон? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи бучен козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Значи, па сам се поправила, види од овие стари лишта ништо више не ми се фаќа, ништо. Ни у овој више не можу да улегну. Зашто мори жено? Ја од овие старија лишта, пробај га шал, он ќе ти се фати. Ти такој кад се облечеш тебе ништо не ти стои. А ти пак кад се соблечеш ништо не ти стои. Вечерва јас и Коки сме пред тежок испит, да кажам, сериозен испит и не знам, можеби по некој време можеме и сосем да излеземе од студиото затоа што вечерва наш гостин е еден од најдобрите водители во Македонија. Марко, познат како Листа за 300, а како беше, ај побрзај. Дај побрзај. Дај побрзај. Брат, најдобро е кога ќе кажеш еден од најдобрите водители во Македонија. Така не можеш да се наљутиш ниту ти, ниту другите, нели? Кои се другите најдобри? најдобри? Професионално наститим го пречистиот муабет, срам да ти. Ти си еден од најдобрите. Еден од најдобрите. Па еден од најдобрите. Не мораш да ме лажеш. Не, сериозно, ти си ми, не дека си толку стар, одамна знам за тебе и те гледам по телевизија. Ако ништо друго, еден од најприродните водители, онака баш ми делуваш на екран како што си во приватен живот. Немам што да крием, брат. Тоа е. Си да карти се на отворено. Ја немам што да крием, зашто носиме фармерки, не знам. Не знам да криеме, од што мораме бе, брат. Ке не тргнат иначе од дете, ако не носе, па иначе реално нема потреба. Не дека некој ќе се онака, може да се згрози сам. Марко, знам дека го имаш кажано сигурно и по други емисии. Како се случи водителството? Од планирано нешто, непланирано, инцидентно? Не, искрено порано, како тинеџер тамо, како звучи ова ќе кажам, 94-та, 95-та, Прошли век, кажи. Од минатиот век. Да, деновиве пред години. Крајот на минатиот век. И тоа е важно. Да звучи како преломна, да. Кога Македонија влезе во транзиција, И тоа беше одамна. Кога што се уште треба почнеме да плачеме. Не, почна прво бенд имав. Со другари свиревме гарашки бенд и цел живот, мислам тогаш, во тој цел живот, тие 15 години од мој живот, мислам дека сакам да бидам бубњар, рок бубњар, да имам рок бенд и да бидам славен и познат. Ни се падна тоа некако, не знам, се оладив за тоа на некои 17-18 години. Кога ги открив девојките. Се оладив за се друго во животот, не знам, затоа јас сум попален. Ето, да, не ми треба ништо. И случајно, и после се попалив на глума, демек нешто влегов една театарска, аматерска театарска група, Плагиатори без усул, и почнав некако со глумичка наваму натаму и ми влезе чивијата за тоа. И случајно од таму луѓе со кои што се дружев, ме викна да водам и така се почна на плажа во Охрид. Покрај девојки. Гол на плажа во Охрид. Не може да одолеат. Гол. Ми рекоа, Марче, сакаш ли да влезеш во студио? Влегов и не беше тоа што мислев дека ќе биде. Ме болеше цело тело недела дена после. Шалу се. Не, стварно така беше. На плажа водат некои игри без граници.
тогаш на томатопродукција ја држеа плажата, втората плажа на градиште во Охрид, ме видоа таму, ми се јавија, чисто ми рекоа, ако сакаш да дојдеш да пробам, имаме емисија, тогаш дај побрза и одеше во етер. Со друг водител беше, со Паш Владимир. Не си ти прв водител? Не бев ја прв, не, он беше, ама поради некои други ангажмани, се тргнали во странство, мораше да оди дечкото, не знам, не дека за Марче го тргнаа, да не се лажеме, со Марче се случајно излезе. И пробавме и пет, излезе така. И од тогаш буквално си ја најдов работата што си ја барав за цел живот. Сериозно кажам, се заљубив во работата, знаете како. Добро, знаете. Или од што морате долги години ова го прави. Па мора, до 70 ја мислам така, слушам овие младиве Што како мораме, велат, ја планирам до 50 да работам и после као да одмарам. Ние стигнавме до 50 и уште работиме и каква е ситуација во Македонија ќе работи. На 35 сватив дека тоа ќе биде невозможно, брат. Јас се лажев така на 20 нешто до 50 да направам пари. Максимум до 50, после тоа да може да се ужива, да се патува, да ламо и ето на 35 години реалноста те мама со бейсбол палка, бабао и дека дечко у Македонија си роден, не при такви дебилни планови. И сега, кажи ми, овие постранство. Печалија паре до 50 години, купи едно комби и по цел свет шета. Откуди му паре, бе? Кај му паре? Не знам што е тоа интересно. Не знам, па што е интересно, возиш, ја и онака спiju кад возиш. Знаеш, што сериозно. Еднош ке Ранковци ќе направев овакво на правецот таму. Заспа на волан, среќа, не знам како да се разбуди, брат, на 10 метра што се вика од коло спроти ја правиш, брат, се избегнав втор пат, заспав накај овакво накај Деве Бајр, горе по кривините, буквално. Си изгасив, отвори почив карпуди. Сериозно, таа не. Ама буквално возам и Слушнам на рамно, на какај што е право, нема кривини на кривини. Брат, само дома не може да спи. Сериозно, не кажи. Ти јастук да смениш, да пробаш Иначе нешто. стегнам. Да. Кажи ми, бидејќи велиш заспиваш кога возиш, веројатно затоа на велосипед си почнеш. Да. Дефинитивно, да, сериозно и поради Една од нервозите. причините. Не, да не ме сватат погрешно, не заспивам секогаш, ама имав еден период кога уморен возев, цело време бев наваму натаму и кога сум уморен, ако малце ми се спие, кога ќе влезам во кола, автобус, воз, камион, што и да е, се мултиплицира нагло. Бап и преоѓа во И одно спање, да, огромна потреба за сон. Да и си заспија, пробував и со Red Bull и со све, искрено само инфаркт ќе добиев, ништо поиш. Ме чуди, вака си динамичен Срце ми многу. лупа као на зајак, а јас спил. Веројатно За се друго трошиш нема многу да лак. збориме, дај некој зајак, да, не, едноста. Освен на телевизија си имаш пробано и на радио, се уште имаш некоја емисија на радио? Не, моментално немам. Работев на неколку радија, последно соработував со Лидер, бев и во Метрополис, и во Радио Хит, и на крај во Лидер. Ама сплетна околности, малце по-политички ориентирано. Радиото имаат забавен дел, ама поврзане со политика, брат. Ја не сум, ја по турбо фолкот сум си, поише сакав малце. Аполитички. Ама они не се расположени, да, аполитички. И се разделивте. Про турбо. Да, протурбо. Вечна дилема. Вечна дилема, што е по-привлечно, што е по-атрактивно? Турбо фолкер кој е него политичар, одма ти кажам. Не, тоа да, знам. Ќе бев политичар. Само што е по-уносно политичар, мислам, поисплатливо. Не можеш да прекрастиш нозе. Стомак немаш, а друго ќе да е. Чекај, друго ќе да. Чекај, кој. Мислам на радиоводител и телевизиски водител. Кој ти е поголем предизвик? Не знам, и двете ми се интересни. Радио ми беше интересно зашто доаѓав буквално по гаки на работа, ако сакам. Ке си дојде по тренерки, по што и да е, никој не те гледа. Збориш, јадам во меѓу, ќе станам, ќе се прошетам. На телевизија не можеш тоа да го правиш, нели, доека си не овака. Запнал Марко се соблечеме до крајот на Тука, емисијата. таму од секаде те гледаат. Да не бе по хула хопки, ќе се слечеме до Не крајот може на ни да емисијата. наместам, прекрстив нозе, овде ме здоволен. Не може човек ни да се намести каде пред камера. Ти си има нешто, знам дека водиш и наградни игри, доста те гледаме тоа, меѓутоа и некогаш на лице место во живо по, да кажем, Изгейт, кога има Да. некои организации и такви работи. Си работам, тоа ми е тезгина страна. Настанчиња претежно, сега во последно време повеќе детски настани работам, така ми се погоди пред Нова година и многу ми е мило, искрено. Лабо, за дечиња. На почетокот имав проблем, не ги гледав.
Сериозно. Не сум научен да гледам надоле, зашто не работам со деца. И немам гледаш деца у дома. празно натаму? Да, гледам празно натаму и само ова баб коленце. Нема публика. Ама па и нема подобар начин да упознаеш мајки така. А, ете видиш зашто сакаш ти. Абе, жена ми ќе објавува. Гаси. Иде. Киде, знам дека киде. Ама маче кај киде после. Дома ако заслужи кој знае ќе тропаш на Имате вратот. ли ти едно место? Ќе најдеме секогаш. Која ја сметаш емисија за своја матична, да кажеме емисија која по која најмногу си препознатлив или која најмногу ти лега? Два проекти ми се по кои што ме препознаваат, сум работел на повеќе телевизиски, ама најпрепознатливи ми се Дај побрзе, што почнав преска што зборевме и сега моментално листа за 300 што ме знаат. Значи една генерација ме знае како Марче Дај побрзе и сега помаливе генерации ме знаат како листа за 300, чичкото од листа за 300. Одма знаеш кои деца се за викенд оставени кај баба и дедо. Одма знаеш, зашто баби и дедо си гледаат листа за 300, поголем дел. Да. Поголем дел од публиката е таа, повозрасни луѓе, така ќе кажам, затоа што и телевизија реално гледаат сега веќе повозрасни, помладите генерации послабо, ама најмладите се приморани и гледаат листа за 300. И кажи ми стварно, е тој квиз каде што се дава парични награди? Да, реално. Давате ги на рата или кештак? Прашуј ме Со само. мало закъснение. Добро, прашуј. Не, на сметка се иде преку сметка. На сметка, джангете, а? Мора се да помине да се знае чи спрема држава. Добро, Треба ли само да си има да има паре држава за да се храни? Да, треба. Днес 18% плаќате на тоа. Добро ли зборам кумановски? Пробуј од Супер, ја сакам да те прашам дали знаеш Кумановски прекршиш. Имам чуено дека имаш работено малку во Куманово. Сташ имаш у Куманово, така? Колку време? 4 години мислам, 4 или 5 години. Што научи за Да. 5 години? Ај кажи некој Кумановски муабет. Кажаа ми кумановци дека ќе ме направив да како е сега, добро ќе на малце сковски да Мешај биду, слободно. да овакво граѓани на Кумановску републику. Да, рече ќе те ставимо на Кумановска да, ќе република улегнеш у Кумановску Ти република. ќе бидеш главен на Да, главен. А монета знаеш која ќе биде? Куре. Па која монета бе? Кажи ми, има ли некоја работа што го мрзиш? Има ли некоја работа што мрзиш? Нешто да мрзиш така. Ау, да. Не сакам во последно време, брат, да и ќе го мрзам тоа што се помалци емпатија има кај луѓето, а се повеќе селјачизмот, зборам не културата, која викам селјачизам да не бидам погрешно сватен. Да. Не културата добива на замав. Значи тоа галопирачки. Добро, тоа се две Да, работи и цути. уште една работа? И уште една работа што премногу стануваме материјалисти луѓето. Да, сериозно. Слушај сак, Кумановац. Дајте ми ги паре. Ја мрзо да стануи рано тоа. Не, тој дај работи што мрзо. да ги сакам да ви помогнам на сите, значи да не бидете веќе материјалисти. А најдобар начин е да им ги земам парите. Ништо ми ќе ги откажемо спонзори. Не жалиме да ти кажа право. Парче, ви благодарам. Почи од себе самиот ако сакаш да направиш промен. Значи, Кумановац мрзи три работи. Мрзи шефкат му се меша у работу, мрзи собраќајац кад му се меша у собраќај и мрзи жена кад му се меша у брак. Демек и она е стручна за И она е стручна, да. Па не знам, жена ми е. Не знам за него, жена ми е стручна, да. У втор дел секогаш е во право. Да, значи не ми е јасно како може човек да не погрешува толку во животот. Во... Те сака. Да ти потресен целото. О, и ти се нашали малку сега. Да. Ме знае, среќа ме знае. Во овој прв дел уште нешто бидејќи начнавме за тие настапи во живот. И се имали случајно нешто интересно да пријаѓаат покрај тебе како на светско првенство на позади нешто ќе мафтаат покрај да, репортери. ми правеле Нешто ти така прави што па- вака, Да, ама, па ти појме, вика ми го знаеш. осеќаш ли ми како да ми е прст? Тој не. Тој не, а? А гледај ми ги руки. Кажи. Куде ми е? Има ли нешто? Па што па ти па со мал прст. Ништо не осети. Како беше да со шефот, тај шеф, ајде стави го, па стави го. Колка. Да. И Кумановско бензинско, не Кумановско стари, извини, не е Кумановско, ве био тие. Обратни што ги вика в Бугари. На бензинску бумпу трчи црево, оној пиштолј од позади мула угаси и вика: "Дечко бе, дечко, тоа е дизел." А не знам, мене ми е супер. Има ли некои случувања да нешто интересно не издвоиш? Нешто интересно од снимање да издвојам.
порано на улица со дај побрзе со на Фурес емисијата кога одевме со тротоар, имавме доста глупости по улица. Оние умните што фрлаат нос. Имав добра ситуација со дедо еден. Снимав анкета правевме на по улица, ако на земјата се вика земјотрес, како ќе се вика на Меркур. Да. Сериозно. Да, имавме добри одговори и второ прашање беше ако што прво гледаат жените кај мажите и тоа ги прашувавме девојките, демек што гледате? Не, мажките ги прашувавме што жените прво гледаат кај мажите и обратно не. И еден дедо сиди во автобус, ми викам дедо, што прво гледаат жените кај мажите, што мислиш? Машкоста бе вика. Да, машкоста, викам чекај, нели телевизија, викам да што парите ли, новчаникот. Ало бе, века, не се прави будала бе, да, ваква збора. Да, века, немој тоа гледат, кај да гледаме, века, што да гледа. Тоа во тој момент поминува девојче, 17-18 години, дедо во 80 и нешто, поминува, вика, срце од тебе, викам бе, дедо. Млад, ало бе, вика, дедо да ти каже една работа. Да. Умира, вика, желба не. Вака се, викам, добро, дедо, окей, тоа ми беше непријатно, симпатична ситуација. Која што не отиде ветер, никогаш, нормално. Ке не уапсе и мене и дедото. Како дедо во аптеку. Не, ја имав со Миленко многу незгодна ситуација. Што се случи? Водевме нешто, некои таленти наваму, натаму. Со Миленко? Со Миленко, да, и он беше во жири. И од волување пееше некој девојче, ама мале тат, 17-18 години, со татко и дојдена. И нешто и кажа, не знам што промрче. Нешто кажа, ама така секси демек, татко и кога стана, бе. Ке се тепа. Стопира с неја, мене паника. Не знам дали да бегам, стопира реклами, не, чекај брате, Ајде побрзо. Ајде побрзај. Среќа, тоа ми беше непријатна ситуација. Тогаш не ми беше смешно, да кажам. Тоа пребледек. Викам умрев ја туку студио. Не ми се верува. За дедото помладите, дедо у аптеку, вика, може и да ми дајте нови агро, вика, може горе само да се качу и за баба, вика, треба качуе се млада аптекарка, плавуш по Слувичке горе, ама види у сега ќе масе, дедо вика, не го симну и не е до Виагру, до бабу е. Никад женја не умира. Не, да, стварно така ми кажа, Кратка пауза, па второ полувреме играмо после. Ако треба, може продолжете. Нема проблем. Вие останете со нас. Бамба. Беше синоќ на вечеру каде едно господје што има папагал. Па тој устане затвара. Меѓа, ломоти, 3 летници да фатиш. А папагал ми се свиѓаше. Бамба е израз со кој се опишува особа која многу и непрекидно збори. Баба ми викаше каде сме деца, ај сак си ви фино лепо искочите у двор и се играјте. Ке дојде комшика има главо да ви го растропа бамбајке. Нема тема у разговор за кој такво бамбало нема познавање. Од правење метле од сламу до распред на звезде у космос. Таман ке почне муабет, ти заустиш нешто да кажеш, оно бамбало те поклопи. Има луѓе кои бамбав многу, ама имав милозвучен и пријатен глас. Па те со тај глас однесе во другу димензiju. Просто не можеш да веруеш кога ќе се освестиш дека си уствари укал до гушу. Тој су политичари. Ама тој не га може свак, тој е дарба голема, која се надоградуе свак ден. Познавате ли ви некога што такој ломоти, тресе без везе? Бамба, бамба. Среќа, па не е ладно многу под Стојко. Да залади па ќе те утераме у гаражу, ќе седимо и таму. Нема снег још, не е ладно. Не. А замисли, бро, најпа мојата, се ми се чини како да оќе да се помири с мен. Даре, пошто познати дека е тако? Пошто познам, бре, ја тие работи ме со Стојко. Синоќе, закасни се ваце до кутерам овце, док дојде дома, гладна, бре, гладан. Врту се по куќу, вика ми, има ли, бре, овој куќу нешто да се једе? Оно, бре, замисли, облекла едну прозирну спаваќу и шета од соба у соба, а спаваќа му стои што да ти кажу. Како прљава завеса да не избришем прозор. Па еш завикао таква се.
Šta znaš, možda sam tu ja. И ти одма, Što odmah, brate Stojko, ajde ne me zezaj. I ti i ona mnogo dobro знаете дека ja mrsno ne smem da konzumiram. И одма ли се скрасте? Odmah. Па треба да имаш малко strpljenje, бе, Ставре. И не се нервирај. Pa lično li ti da se nerviram? Viš da sam strpljiv sam si ja, evo, momentalno, brate Stojko, работу на jedan slučaj, baš strpljivo. Nešto mi sa kaja ja. Ako može da najdu neku rastavenu ženu, pa после bi ja toj celu zimu polaka sastavljaja, sa zadovoljstvom. I sa strpljenjem, normalno. Абе, убаво е што ти тражиш такова, само тај некоја таква треба да е твоја сродна душа. Бачу, како ми е сродна душа, па така smo при изгубени случаи двоjica. Не ме ни чуди што не можемо да се најдем. Него знаеш што ме чуди, баце Стојко? Ох, куде бре ти, твоето го најдеш, што она виде убаво на тебе, види какав. Ама зашто бе тако е збориш бе, одинат збориш сак мајко му. Па имам и ја нешто убаво на мене. Еве, например, најубаво нешто на мене су руке. Мои руке, они галив, мазив, милуев. Добро, брише прозори, миев тањири, купуев бунде, ташње, ама не купуju скупо, ефтино купуju, штеду. Ти штедиш, оди бре тамо, онај твојата само крокодилску ташњу што нема, друго све има. Штеду, и на паре штеду, и на жену штеду. Еве, кад во доваѓав, на звончеса напишаја, ако е ефтина струја, може да звоните. Ако е скупа струја, само чукај. Мора да се штеди. Немој бре, баце Стојко, да штедиш. Немој ни случајно пари и жене, немој да штедиш. Тој ќе пред друг да потроши ако ти штедиш. Ja, тој не штеду профуќкам одма, и пари и жене. Уј! Ајде, профуќкаш, лако ти е на тебе, бе, ти си имаш паре. До душа може да фуќкаш. По туѓи жене, да свириш да е. Жена ти бре. Ха-ха, шалу се бре, баце Стојко. Искачам после празници сак на улицу, оно жив човек нема. Бре, мајко му мртва тишина около мене, како не дај Боже да съм умреа, па да съм отиши у рај куде нема жене. Зашто нели викав, ако у рај има жене, така би бија пекол. Кад ти го комшика дотерана, на црвена и намеришана, како за честитање. Викам, комшике, зашто си ме мори блокирала? Туго, комшо, сигурно не сакајке. Како беше ти на Фейсбук? Нема ри комшике на Фейсбук. Блокирала си ме с авто, ај помери се да искочу. Мајко му, сви мислим на тај Фейсбук. Фейсбук па Фейсбук. Оно мислие и Фейсбук дека луѓе ги разделија. Ама корона на тој се мала па се насмејала. И нормално и овој годину баш тамо на тај Фейсбук имаше много објави, ама мене една што ми го привлече пажњу, нормално беше напишано од едну жена. Ова кој некако беше да се сето. Тражи се муж, низак, пуначак, со стомаче, бркови и шешир на глава. Да. Ако некој ga спази, вика, може да ga згази, пошто 3 дена не се вратија дом. Па не знаеш што да правиш. Ниси да се јавиш, ниси да се пријавиш. Па земеш па се одјавиш. Па не може бре више. Нервиравме тие со заеднички профили многу, мајко. Поздрављаш го жено, а фала ти вика муж. Не знаеш на што ќе налетиш, ако без да размислиш се залетиш. О, Господе Боже, дај ги на сви памет, па на крај, ако баш морајте, дај ми и на мене. Во првиот дел спомена дека си сакал да бидеш музичар како млад. Тапанар, бубњар. Па толку се можеше со моето талент, само бумњар да бидам. Како беше тоа, исто ко за фудбал. Мајка раѓа еден музичар и еден бумњар, нели? Така, тоа е. Така.
А гитарист, нели, обично Не, па за тие се женските музичари. карач? Они се музичари. Не, јас- ама извини, бубњарите се Јас знам апсолутни слухисти, се не најголем научени дел. сме со палките како треба. Ако треба и ќе се тепаме. Ова лошо звучеше, знаеш како го кажа вака гласно лошо звучеше? Со палките? Со палките, дека знаеме како треба. Ва, добро. Океј, Марче. Ја мислам дека би Не, имал... ние имаме многу време сам да кажам за шмекање. Седиме, ете. Аха. Ово на ритам. Да. И од време А пеење? Пако ми здудара овако. Со палките. Пеење? Имам чуено, ај сега да ти изненадам со нешто, мислам дека би направил добра кариера како пееш, бидејќи имам чуено едно твое парче како ти пееш. Многу добро. Па на едно интимно место, Увет. со добро друштво. Не, ја мислев, јас само таму пеам. Таму нема никој, па си дозволувам и под туш, ама надвор не. Забрането ми е Покажам строго. видео кај што лупам на бубњеви, бе. Покажи ми. Леле, паче. Покажи ми, ајде А прво ти- да ја да, чуеш. да, нема проблем. Ајде да чуеш ова, ако барај го тоа, само да Ама чуеш не, дали ова ти е ме познато и да ми заебаваш, кажеш кај е. Ама не е заебан. Се шетав еден убав сончев ден, кога видов веја имам јас. Леле, ајде, кај извадите ова? Ова со камерманов. Јадроа дебела, цвете е... Мора да ми ја пратите песнава. Не може брат. Прегледи на YouTube ќе маркам. Сум ја заборавил. Секоја реченица... Знаеш зашто ја заборавил? Никогаш не ја не запишал. Ова од ми излегува, така? У моментот. Да, па нешто се зезав, како што знам со гитарче со камерманот тука што е ја бутка камерата. Што се представувал како Кумановец. Да, како Куманова. Ама добри бевте за тоа, викам, него викам, Куманова, викам, Куманова, не можеме Куманова, ајде Куманова. Като они не е баш од Куманов. Бабри доле. Така бе. Тоа е у Скопје како рече? Омади. Како да е? Да, Бабиндол. Подрачао. Бабиндол. Појма нема влада. Значи, Не може за Кумановото збор. Што ти бе брат бидна у корону да се ожениш? Многу се оженива. А што да прави човек? Не, прави мушки прави често глупости. Седи дома с девојке, корона, што ге бре, он и тако седи кој мене, цел ден најки си го зем. Не, она си беше кај мене веќе уште пред короната. И пред корона. Да. Ама тогаш објави ти за време на Години. корона, рече дека да помине Да. короната и свадба Ке, весела. па и не можевме да дочекаме веќе да помина короната и викаме и уште додека е короната при Помалку крај. гости ќе дојдат. Се паметно беше изиграно. И се одбрани гости. Да. 100 евра плюс. Абе, тогаш се викаат директори. Еј, мора да го викнам, знаеш, он ми е директор таму, беше ова. Да, ќе ме кој викнам, дел може, прво да. како И вајда нема собрук. се дружеме пред да се запознаеме. Не го знаеш, Да, не го знаеш. Многу луѓе имам јас, знај ти да. И како е сак у брак? Знае некад Одлично. жена да преќути? Не, сериозно не. Слушаме сака како е. Не, ама затоа ја научив да прекјутувам. Не, окој. Значи паметна жена увек знае кад треба да преќути и да ќути. Знае она, ама не може да ќути. Ти научи, ја? Ја научив. Се помири Паметна жена. со тој факт. Па, не, добро ми е сериозно како представи сега ќе мислам стварно жена ми дека нешто срцка ми е што да ми прави. Чиме трпи и слегува на крај со мене. Мора да е ненормална. Само доста друго не. Ама добро, се помири сигурно со оној факт, свати дека колку и да се трудиш во кревет, женското секогаш повеќе вришти кој ќе види глушец, нели, отколку за други варијанти. Тоа знам да сватим за мене барем. Како зборка за мене. И за моите квалитети. Ама тоа како ми каже другарче едно вика, имам пробан на едно што секс што ама многу гзболи бе. Емисија едно време, посебно во време кога ти ја водеше Дај побрзе, имаше да кажем еден куп македонска продукција по сите приватни телевизии. Ајде да кажеме МТВ можеби тој период стагнираше и ако и таму имаше. Да, ба сега МТВ телевизија со најмногу емисии. Сега да. Да, сега, Тоа време да. не беше. Приватните беа полни со домашна продукција. Во последно време, последниве десетина години се помалку домашна продукција. Зошто е така? Дали мислиш дека е тоа исправно? Не мислам дека исправно. Одма ги кажам, не мислам Лесно дека прашање, бе. Дали Дали мислиш? е ова? Не. Не. Ете така. Значи Марко е со нас. Влади паролите изгледа на улица. Тоа е. Сериозно, многу малку повеќе гледаме странски продукции. Па нема. Зошто мислиш дека е предпоставувам мојата предпоставка е дека се поевтини да се купат отколку да се направат ангажманот, нели, како да кажам, енергијата што се троши и материјална и интелектуална, мислам дека им е скапа.
Тоа Не би време- требало да име, ама ете, така излегува муабетот. Тоа време гледавме 10 телевизии, имаше 50 домашни емисии. Сега гледаме 1500 канали, а има 10 домашни. Нешто е сега се моето гледиште, се минува времето, брат. Сега социјалните медиуми се тие каде што се движат тие работи. Ете, забавната програма е пренесена таму. Публиката е там, младата публика, и ги има неколку јутјубери, инстаграмчи, тиктокери кај нас кои што ете, си го тераат на тие медиуми, зашто сватија дека телевизииве не може кај нас. Тоа е што е, решија да стагнираат, не да стагнираат, туку и да се уназадуваат со текот на времето. Добро, Ја цело време викам дека ако се продолжи со ова темпо телевизија, ќе за жал ќе се отиде таа една генерација, нели? И телевизијата толку ќе биде. А тоа е за 15 на 20 години. Од сега ќе нема никој да гледа телевизија. Тоа ќе оди све во надолна линија. Ако не се адаптираат, модификуваат и почнат да пратат трендови како што прават светски телевизии, значи да понудат програма за младите. Не можеш ти со еден куп серии странски, што рече да Па не само фатиш ти млада серии, публика, се знае која или одржуваш една полиценца. стара, постара публика и тоа е тоа. Повозрастна. Повозрастна, Нема повозрастна, да, повозрастна, се извинувам. Имаме повозрастна Повозрастна имаме. публика во студиото. Па нема, тие се генерациите, еве јас сум 80-та, значи некаде доке 83-та, 4-та, според луѓето што ме обкружуваат, до отприлика таа генерација гледа телевизија. Веќе останатите од тоа годиште па све до 2000-те наму не пала телевизор. Не, добро, Не палат или ако и да го запали телевизорот, ќе го запали за да се поврзе преку мобилниот и да гледа тоа што има на YouTube или на Ќе си пушти на social media, да. Ги чекам И јас тоа е. да снима домашна продукција. Да, ќе си пуштам. Па не кога па сакам. сериозно да ги се пуштам што сакам. Не, ќе трендот кажам е што тој, сакам. сигурно се движи на кај интернет, ама гледаме во соседството добри примери каде што се уште држат добри содржини и се гледани поприлично Тоа е, така. ако понудиш добра содржина, ќе имаш и публика, ако немаш што да понудиш, ја губиш публиката. Тоа се случува со телевизиите, за жал кај Па нас. ти од двор да понудиш нешто интересно, комшиите ќе те Ќе гледаат. дое така, да. Ма до Кумано нон-стоп гледаат и интересно им е. Така. Имаш глас за овие што продаваат, како се Топшоп. Топшоп, да. Имаш читано? Тоа ми е животна желба, немам. Немаш. Се надевам дека ќе ме. Како ви прочитаваха бомбастиш? Зашто? За Топшоп. Е. Продај ми нешто. Што да ти уф. МГ Визијана, газирана минерална вода, која што ќе ве пропатува во светот на освежувањето. Врска нема што да кажам, пропати да глупост тешка, ама Добро, да. посвечителниот свет на водата. Глупости. Така закитуваме. Вади го ова, монтажа, вади се ова. За Ако се не е- чувствам дека се ова ќе остане. Што рекам извади. Ако не е за пари ќе купам. Ќе готово ми продаде за без пари. Да. Лаже спонзори му се мора. Што и да кажеш за МГ Визијана ќе беше профи. Добро е за мозок. Да. Сериозно, не, Одлично. МГ, Да, знам. држи добра меморија, фолдери. Искрено си функционира. ја пијам Визијана и си ја почнам како водова, нема врска што на вас се спонзори. Пробам ја да ме придобиам, да ме видам. Ај сега некоја Ова желба. ќе го извади на монтажа, знам. Некоја желба за нова година. Парична може да? Да, спонзори, еве почна. Ама чекај, ќе ме лажете дека Дедо Мраз ќе дојде ќе ми оставите Не, парички. не, ти посакај си бе сега, кој ќе дојде? Ајде, пак уште една, само посакај Кај нас се, и Дедо никој нема да ти Мразовци исполни. се Најди, министрите, премиери. 43 желби до сега имам посакан. Ајде, првиот. Ајде, Кроне три. Не се сеќаваме, првите 3 да ги тренеме 4, ама брат, тоа значи до сега имам 38 желби, една не се исполнила. Ич, ни една. Од тие трите, за златна Една. рибка една кажи. Што? Ја имам една, ама 3 пати би сакал да ја остварам. И ако гледам во Еве, тебе, не се за искрено. тебе, чисто другарски ти Еј, кажам. посакувам мир во светот. Избор на мис. Извор на мис. Не, и одма... Да, Како- одма срце. Одма како правиш? Одма срце, да. Лунаска, Лунаска! Марче, ти благодарам што беше наш гост, ме ми беше забавно, Не, извини, само ова. Сега сватив дека дотичната што збориме масоне, ви текна на масонскиот знак. Тоа Они го така направи. го вадат, Тоа е демек, масонски знак. теоретичарите на заговор велат дека ова е знакот на масоните. Не изазивајме Карингтон. Живи све. Сега може да сватиме дека масоните само сакале да кажат Па све тоа сакале. е сакале. А зашто ги викаат зидари, не знам тоа. Поема нема. Зидари. Лепеле плочки цел живот, не? А тоа само гледале. И лепеле плочки.
Фала, многу пријатно. ја така готов се. Ми беше интересно стварно, онако, како што реков, природно, Фала, еден не, од најприродните водители. Да, чекај, ова снимавме сега, ја Да, мислам се заебаваме пред ова. Не, и најпозитивните во Македонија. Еден Ја мислам, од... муабет се правиме. Не, па си правиме ние цело време муабет. Фала ти стварно, братче. Се надевам дека ќе ти се остварат оние желби што ти се животни без разлика што сега е нова Не, година. вака, сакам сериозно да се барем. Еве, за Македонија ќе се зборам, да сме живи, здрави тука, тоа е мојата новогодишна желба. Конечно да се поправат работите во ова наше државице, да почнеме да живееме како нормален свет што живее во оваа државице. Тоа е мојата желба. Да почнат да работат политичарите по совест, Дедо Мраз. Политичарите да работат по совесно, не знам зашто нагоре гледам. Ама ајде, Ама дали летом со Елени. Не слушам глас иначе никаков, да не ми се дека се замека, ама Да ти се оствари тоа, да Фала, бидат брат, си поминав ја супер, да не ви одземам поише време. супер, да бидат позитивни сите, барем половина како ти што си позитивен и ти посакувам што повеќе домашни продукции, снимање емисии, успех и спонзори. Добро, фала. Ајде, позитивен бил, марше позитивен. На корона? Да. Скај се, само на тој не сум бил позитивен, да се чао. Не си бил? Чао. Чао, не. Ало, полиција ли е тој? Да, изволите. Кажете ми, ви нели прислушкуесте разговори на телефон? Да. Одлично. Да ми кажете овој, жена кад се јави са бајле, освен леп и млеко, што кажа још нешто да куп? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин? Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Најавивме ние минатиот пат покрај празнициве многу неработни денови по оние кои се уште не зеле плата и нема зашто да жалат, затоа што немаше ни да имаат каде да ги потрошат. Вака е подобро, па нека ги акумулираат. Кај нас пак во Куманово, бидејќи не ти е тоа Скопје, нели? Главно прашање секоја година кога ништо не работи за празници е кај ќе удираат инекции. И одговорот е ист секоја година. Ќе ги удираат во газот.
Кога сме веќе кај медицината, вредно да се спомене дека минатата година се помалку сопруги ги примиле мажите со итен упад. Затоа ние оваа година ќе мораме преку закажување на мој термин. Ама ако функционира како медицинскиот, додека чекаме или додека начекаме, ќе заборавиме зошто сме чекале. Ама тој што чека може нешто и да дочека, ако не од жените, еве тогаш од нас. Следниот викенд, нова епизода на Нема љутиш со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и секако удобни лежаи од Тетра Мебел. До тогаш легајте и уживајте. Чао. Бе, Стојко. Стојко, не си, него си Ставре. Ете да погрешим. Како ме кажеш? Како ме кажеш, така е. Оваа нова година ќе мораме преку Оди бре тамо нај твојата само крокодилско. Ајде. Таман ке почнеме обед. Ти заустиш. Тиш. Свирче ти, ама не можеш струне свирче ти, се. Викам комшике, мори, зашто си ме брок... И среќни божични празници на сите